термин за вести на КТВ Добро вечер. Граѓаните на општина Кавадарци ќе добијат информации како општината ги трошела буџетските пари, но и информации за тоа кои мерки ги финансира општината со буџетски средства. Проектот се реализира од Сдруженијето Чекор кон Европа, а е насловен "Нашите пари, наша одговорност". Од синоќ започнаа средбите со граѓаните од урбаните и местните заедници. Проектот "Нашите пари, наша одговорност" е финансиран од Американската амбасада, а имплементатор е Сдруженијето Чекор кон Европа од Кавадарци, кој во соработка со општина Кавадарци изготвија отчет, односно извештај на општина Кавадарци, каде општината ги потрошила граѓанските пари. На овој начин, на најтранспарентен и најодговорен начин, општина Кавадарци има намера да им покаже на граѓаните колку пари се собрале од граѓаните во општинскиот буџет и како тие средства се потрошиле од страна на општината, односно кои нивни приоритети биле реализирани во 2014 година, а истовремено во 2015 година планирани се да се одржат јавни расправи со граѓаните од општина Кавадарци, со местните заедници, со урбаните заедници, исто така со спортските клубови, со невладините организации како корисници на буџетот на општина Кавадарци, за да може на поефективен начин да ги креираме локалните програми, односно програмата за урбанизам и комунална изградба и програмата за локален економски развој, кои што се усогласуваат со буџетот на општина Кавадарци и истите на најтранспарентен начин да бидат прикажани пред граѓаните, а истовремено да ја иницираме и нивната вклученост на овие програми, да обезбедиме учество на граѓаните во процесот на донесување на одлуки на локално ниво. Така да, во наредниот период, Сдруженијето Чекор кон Европа, заедно со општина Кавадарци, ќе организираат низа средби со местните и урбаните заедници, на тој начин што ги објавивме овој распоред на веб страницата на општина Кавадарци, исто така и на фејсбук страницата на Сдруженијето Чекор кон Европа. До сега се одржа неколку местни заедници, а во наредниот период, така до вторник наредната недела, ќе има организирано по 2 до 3 средби со граѓаните во насоки да обезбедиме поквалитетни програми кои ќе бидат усогласени согласно реалните потреби на граѓаните на општина Кавадарци. Денеска во предупредувачкиот штрајк на Сдруженијето на судската администрација и синдикатот на УПОС се приклучи администрацијата од Основниот суд Кавадарци. Штрајкот е израз на незадоволството на судските службеници и од неповолните законски решенија содржани во Законот за судска служба од 2014 година. Во организација на Сдруженијето на судска администрација и синдикатот на УПОС денеска судската администрација одржа предупредувачки штрајк. Во штрајкот се приклучи и администрацијата од Основен суд Кавадарци, незадоволна од неповолните законски решенија донесени со Законот за судска служба од минатата година. Судските службеници главните забелешки кои ги имаат се однесуваат на постапката за донесување на Законот за судска служба од 2014 година, временскиот период во кој бил донесен Законот, законските одредби кои во себе содржале рестриктивен и репресивен карактер на дискриминација, одредби кои во себе имале демотивирачки елементи за судските службеници, како и голем број законски одредби кои се недоречени и кои треба да подлежат на оценка на уставноста од Уставниот суд на Република Македонија. Административците во судовите сметаат дека законот е донесен во нетранспарентна и скратена постапка, под изговор дека се вршеле измени на постојниот закон, била извршена измена на целиот закон. Исто така, законот бил донесен во краток временски период и без амандманска расправа. Законот кој ги натера на предупредувачки штрајк судските административци го укинува степенот на кариера, велат тие, а предвидувал и поседување на сертификати за познавање на странски јазик и работа со компјутерски програми за канцелариско работење, но не за сите вработени. Исто така, новините во законот предвидували вработување преку мобилност од една институција во друга, а со тоа се овозможувало вработување на неквалитетни кадри на високи позиции.
Улогата на Советот на судска служба како највисоко тело во судската служба сега била маргинализирана и доведена до степен на второстепена комисија. Според судските службеници, оценувањето кое произлегувало од законот било инструмент за казнување и на луѓе кои навремено и совесно ги извршувале своите работни задачи и биле оценети со позитивна оценка. Законот не бил усогласен и бил во коализија со останатите закони од сферата на трудовото право. Согласно овој закон, на судскиот службеник му престанува работниот однос на 64 години, што е во директна спротивност со Законот за работни односи и Законот за пензиско и инвалидско осигурување. Со предупредувачкиот штрајк се апелира до надлежните веднаш да пристапат кон изготвување на измени и дополнување на Законот за судска служба и притоа да се земат во предвид забелешките кои се искажани од синдикатот и Сдруженијето, а во работните групи да бидат вклучени и нивни представници како и експерти. Судската администрација е децидна дека доколку со предупредувачкиот штрајк не ја постигна целта и не се почнат измени на законот, ќе продолжат со превземање на други мерки во насока на остварување на своите барања. 10 LED TV приемници донираше компанијата Кожувчанка од Кавадарци за болничките соби на хируршкото оделение во Кавадаречката болница. Со цел подобри услови за предстој на хируршкото оделение во Кавадаречката болница на пациентите додека се лекуваат, компанијата Кожувчанка донираше 10 LED TV приемници. Телевизорите се веќе поставени во болничките соби и достапни за пациентите. Началникот на хирургија, доктор Дано Кулев, искажа голема благодарност до Кожувчанка за тоа што секогаш е подготвена како компанија да донира за болницата и нагласи дека од особено голема важност е оваа донација, бидејќи ќе им се подобрат условите за предстој во болничката соба на пациентите кои поради хируршките интервенции се приморани неколку дена да останат легнати во болничките кревети. Благодарност до Кожувчанка искажа и пациентите кои се згрижени на хирургија. Се осеќам многу задоволен како постар човек кој што учествуваме во многу собитија, да лежам да и користиме нашите благодети што во своето време кога работевме, изградевме објекти кои што еве уште ги користиме и уште многу генерации ги користат. И доказното и си гледаме емисии како да сме надвор. На сето згоре што, фала Богу, имаме и доста наши куќи што ја држат инвестувањето на општините, на општината наша, на сите работи, и скоро се осеќаме како дома. Благодарение на другите подобри организации што ги имаме во општината, се добри донатори и ја пратат состојбата каде треба да се интервенира. И нивната интервенција да биде на место, добро искористена и видлива од корисниците на таа. Кожувчанка е една од носителите. Ова не е прва донација од Кожувчанка за Кавадаречката болница. За подсетување, пред неколку години беше набавено медицинско возило за превоз на пациенти до поголемите болнички центри во земјава. Потоа со своји средства учествуваше во заедничка донација со локалната самоуправа за набавка на уште едно медицинско возило. Хумани и добронамерни луѓе денеска беа гости во дневниот центар за лица со посебни потреби во Кавадарци по повод светскиот ден на овие лица 3 декември. Кожувчанка донираше ТВ приемник, а активот на жените пензионерки дидактички материјал за работа. Вратите на дневниот центар за лица со посебни потреби во Кавадарци денеска по повод светскиот ден на овие лица 3 декември беа ширум отворени за добронамерните и хумани граѓани. Компанијата Кожувчанка, активот на жени пензионерки од Кавадарци и Центарот за работа со лица со интелектуална попреченост Порака се сетија на лицата со посебни потреби. Кожувчанка донираше LED телевизор за потребите на центарот, а жените пензионерки донираат дидактички материјали за работа.
Од Центарот за социјални работи Кавадарци и од Дневниот центар искажаа благодарност за донациите, а представникот на маркетинг секторот во Кожувчанка Митко Јовановски рече дека како општествено одговорна компанија Кожувчанка продолжува со поддршка на заедницата. По повод 3 декември, светскиот ден на лицата со посебни потреби, ние како компанија Кожувчанка од Кавадарци решивме да направиме една донација во LED телевизор за Дневниот центар и паралелката со посебни потреби, со што се надеваме дека во известна мера ќе допринесеме до подобрување на условите во оваа установа и да им донесеме малку радост на овие деца на овој ден за нив. Исто така Кожувчанка и натаму продолжува со овие вакви донации, со што ја потврдува својата општествено одговорна улога и безрезервната поддршка која што ја дава секаде каде што е најпотребно, а особено кога се работи за млади деца. Денес е 3 декември, како што знаеме, тоа е ден на меѓународен ден на лицата со попречености. Денес сме овде во просториите на Дневниот центар при Кавадарци. Овој дневен центар опфаќа лица со умерена и тешка интелектуална попреченост. Годинешново мото на Обединетите нации, како и секоја година, порака Кавадарци, активностите ги усмерува токму во правецот на насоките што ги дава Обединетите нации. Годинешната тема е пристапност, вклучување на лицата со попреченост во сите сфери на општественото живење, конкретно денес за лицата со интелектуална попреченост. Овде сме денес во просториите на Дневниот центар да ги проследиме ракотворбите рачни изработени од лицата корисници што обстојува тука во Дневниот центар. Оваа изложба има продажен карактер и порака Кавадарци, бидејќи овие лица што се во овој дневен центар се всушност и членови при порака Кавадарци. Насоките на Обединетите нации ги спроведуваме секоја година, па и оваа година. Во овој простор денеска имаме присуство и од невладината организација Креактив, која организира работилница. Потоа имаме присуство и на членови од Сдруженијето на пензионерите. А од порака Кавадарци имаме присуство на двајца представници. Јас се надевам дека овие активности ќе се спроведуваат и во текот на целата година и ова го давам како апел. Активностите треба да ги правиме не само по повод 3 декември, него во текот на цела година. А за лицата со попречености да им овозможиме животот да им биде подобар и посодржаен. Волонтерите од невладината организација Креактив од Кавадарци денеска повторно беа со децата со посебни потреби, реализираа уште една креативна работилница и дружење со децата. По повод 3 декември, светскиот ден на лицата со посебни потреби, во Дневниот центар се одржа и коктел за родителите на децата кои ги користат услугите на центарот. Зошто и како се одбележува 3 декември, што содржи конвенцијата и дали лицата со попреченост ги уживаат своите права? На 4 октомври 1992 година Генералното собрание на Обединетите нации го прогласи 3 декември за меѓународен ден за лица со попречености, кој веќе традиционално се одбележува масовно со бројни манифестации кај нас и во светот. Денот е избран во чест на годишнината од усвојувањето на светската програма на активности за лицата со попречености од страна на ова собрание, за да се постигне степенот на познавање и разбирање на проблемите на овие лица и да се зголеми свеста за сето она што ќе се добие доколку лицата со попречености во секој аспект се интегрираат во општеството и заедницата. Конвенцијата од страна на Обединетите нации е усвоена на 13 декември 2006 година, Република Македонија на 5 декември 2011 година, како 107 земја членка на Обединетите нации ја ратификуваше заедно со факултативниот протокол.
Оваа конвенција ги вклучува и заштитува правата на лицата кои не можат да зборуваат секогаш за себе и ја признава и потенцира фундаменталноста и често доживотна улога на семејството во поддршката на своите членови кои имаат попречености. Конвенцијата ги охрабрува сите нации да се борат против неправдата преку инклузија на лицата со попречености во сите сфери на општественото живење. Со оваа конвенција попреченоста станува составен дел на човековата различност, а лицата ги вклучува во сите аспекти на социјалниот и политичкиот живот. Фокусирајќи се на правата за развој на лицата со попречености, конвенцијата се осврнува и на општеството во целина, потсетувајќи на потребата да се даде можност на секое лице да има свој придонес во зависност од потенцијалот и способноста на истото. Во изминатите години третманот на лицата со попречености изнесе на површина дел од најлошите аспекти на човечката природа затоа што делумно за овие лица не беше вредно да се споменуваат, но само беа третирани како предмет на срам, сожалување и милосрдие. Декларативно на хартија тие ги уживаа истите права како и другите граѓани, но во реалниот живот најчесто беа на маргините, немајќи ги можностите кои се загарантирани за другите околу нив. Во заедницата на инвалидските организации кавадарци делуваат Сдруженијето на глуви и наглуви лица, Сдруженијето на лица со телесен инвалидитет на кавадарци, Мобилност кавадарци и Центарот за поддршка на лица со интелектуална попреченост Порака кавадарци. Сдруженијата своите програмски активности ги спроведуваат во текот на целата година. Активностите по повод 3 декември се спроведуваат и пред и по 3 декември. 3 декември е меѓународен ден на лицата со попречености, додека 4 декември е ден на лицата со телесен инвалидитет, а 9 септември на лицата со оштетен слух и говор. Сдруженијето на глуви и наглуви лица на 7 ноември годинава со 3-члена екипа го представуваше Сдруженијето на Републичкиот спортски риболов во Охрид и притоа го освои првото место. Членови од Порака кавадарци по повод 3 декември денеска ќе бидат во посета на музејот во Кавадарци, а исто така планирани им се активности и за спортски забавни игри во спортската сала Партизан во Кавадарци. Денеска исто така Порака беше дел и од свеченостите во дневниот центар во Кавадарци со изложување на своите ракотворби изработени од членовите, потенцираше за КТВ во име на Порака Славка Тотова. Денеска е 3 декември, меѓународниот ден на лицата со посебни потреби. Со хуманитарен концерт, синоќа денот и јубилеј од 40 години посебни паралелки во Кавадарци го прославија музичарите, силно упатувајќи порака за хуманост и солидарност. Да се разбуди хуманоста и да се подигне на повисоко ниво свеста за почит кон лицата со посебни потреби. Силна порака синоќа упатија естрадните уметници, давајќи го својот допринос преку хуманитарен концерт кој се одржа во Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци. Поводот е 3 декември, меѓународниот ден на лицата со посебни потреби, а причината за помош уште поголема, одбележувајќи јубилеј 40 години посебни паралелки во рамки на Општинското основно училиште Страшо Пинџур Кавадарци. Ке биде оваа вечерна добра музика, за насмевки, за исти права и почит кон сите, рече актерот Александар Малинков, повикувајќи ги после него хуманите музичари да излезат на сцена. Денес за нас е голема чест, задоволство што сите заедно на пригоден начин ќе го обележиме 3 декември, светскиот ден на хендикепираните, а воедно и големиот јубилеј. 40 години од постоењето на посебните паралелки при Општинското основно училиште Страшо Пинџур Кавадарци. Како и секогаш, ние уметниците, јас и моите колеги, без разлика од кој дел на уметноста доаѓа, искажуваме хуманост па и како институција. Така да, за нашите ученици денес со голема љубов ќе пеат пред се музичари од нашиот град, на кои од срце им заблагодаруваме. Имаме видео материјал на кој што можеме да проследиме дел од активностите на овие паралелки, а средствата од овој хуманитарен концерт ќе бидат наменети за доопремување на сензорна соба.
Меѓу другото, за реализација на оваа цел, освен уметниците, голем придонес дава локалната самоуправа, Ротари клубот, господинот Пене Александров, македонци од диаспората од Англија, Кожупчанка, Пени Индустри сервис, Дрексел Мар, Кавадарци и многу други хумани луѓе, поединци на кои им изразуваме голема благодарност од името на учениците и наставниците дефектолози. Оркестарот при гимназијата Добри Даскалов, хорот на Општинското основно училиште Страшо Пинџур, пеачката група Никола Бадев, Цветанка Глигорова, Ано Јосифов, Наташа Малинкова, Класико бенд Зоки Дамјанов беа само дел од луѓето кои од срце пееа за публиката и луѓето што не по своја вина имаат одредена попреченост. Најмладите секако најмногу се радуваа на нивната музика, на харизмата и умешноста да се биде ист пред сите. Советот на општина Неготино утре ќе ја одржи својата 30-та редовна седница. Утре 4 декември со почеток од 18 часот Советот на општина Неготино ќе ја одржи својата 30-та редовна седница. На оваа седница советниците ќе расправаат по точките кои се однесуваат на предлог одлуката за давање на согласност за сопствено учество во проектот инфраструктурно уредување на индустриската зона Урбана заедница 8 преку Вардарски плански регион за 2016 година, предлог одлука за утврдување на детален урбанистички план за Урбана заедница 2, предлог правилник за заштита и спасување од пожари и експлозии, предлог програма за изменување и дополнување на програмата за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Неготино, предлог одлука за утврдување на услови за градење во село Кривола кое нема урбанистички план, како и предлог одлука за разрешување и именување на еден член на управниот одбор на јавното претпријатие Комуналец, а советниците ќе расправаат и по други прашања од делокругот на работа на Советот на општина Неготино. Сдруженијето на граѓани Винотек заедно во соработка со Стефанс Вајнери вчера на денот на дрвото садеше садници во Стопанскиот двор на винаријата и во местноста Моклиште во близина на спомен паркот на 12 ваташки младенци. Денес хубав ден, хубав празник, хубаво ќе го обележиме, заедно со нашите пријатели ќе посадиме дрво, ќе го садиме, ќе го озрениме, ќе го обродиме малку просторот и да дајме свој принос во сето тоа. И се благодарам на Сдруженијето Винотек кои што се вклучија заедно со нас да го обележиме овој хубав ден. И еве ние сега се наоѓаме во кругот на винаријата Стефанс. Прибелечето млада винари има доволно празен простор, малку да се обогати со зеленило, а со тоа да се обогатат и градите на градот Кавадарци. Ако знаеме дека дрвото има двосток значај, а тоа е што го собира, го користи јаглен диоксидот и го претвора во кислород, значи го обогатува, околината не обогатува со кислород, а второ е и спречува ерозија на земјиштето. Значи Винотек заедно со членовите дојде и во местноста Ваташа да ја посади нашата идина. Еве, како што стоиме покрај овие дрва сега, значи некој ги насадил за ние да уживаме во таа природа. Тоа е тоа, можам само да ви кажам, гледате ја нашата идина, оти нашата идина ни значи се, а таа идина е за нашите деца. Поздрав од Винотек. Додека едни на вчерашната акција Ден на дрвото садеа дрва, другите ги уништија. Под мотото Засади успех вчера во Република Македонија се спроведе акцијата Ден на дрвото за садија својата иднина. Се садеше на секаде во целата Теквешија, садеа сите ученици, просветни работници, административци и останати граѓани. На просторот околу спомен костурницата дрвца садеа пензионерите од Кавадарци кои речиси поголемиот дел од денот го поминуваат токму тука. На местата каде се наоѓале празнини, тие успеале да засадат 20 на дрвца, кои денеска се сосема уништени од сега непознати сторители. Овака не сме некоја друштво, како да речем, група на пензионери, кои што сакаме да сме природата, уствари ентузијасти, кои што и на еден друг начин и запазуваме екологијата. Ние нешто пред тоа ги имаше дека уклубивме клупите, тоа 95%, она колку што ни дадува преку општината даски, ние ги поставивме и тоа е добро.
Вчера на денот на шумове за дрвото, ние зедовме околу 20 и нешто садници, со услов да ги потполниме таму околу стурниците кај што го се изгинати или украдени. Тоа него вчера го сторивме со мислам квалитетно, затоа што ја мене има и тоа е струката, со добро набивање. На секоја садница му стававме, ако не повеќе по 7-8 до 10 литра вода, така да рачунавме дека од тие што се 20 на дрвци посадени, тоа е чемпрес, ако не повеќе 95-98% да бидат зафатени. Но на жал, са бајали кога отидовме, од тие имаше само 2 од тие најмалите 2 или 3 што не ги виделе. Изгледа тоа е во мракот неко правено, другото ги нема нигде. Покушаме да ги бараме тука да се фрли, не видовме ништо и тоа на сите пензионери не дојде вака загрозено, мислам како стравотно нешто. Зошто тоа го прават, дали се млади или стари, кога тоа не е и за нас, ако љубоморат за пензионерите, тоа не е за нас, појчко е за младите. Тоа го пријавивме во полицијата дојде, сега таму не направија записи, дали ќе направат доле, тоа е нивна работа. Му кажуваме сумите на некој, не може да сумим на некој, затоа што не пеме таму, дали се од млади вреков и стари, тоа е нивна работа, не го испитуват институциите. Одржана третата работилница со родители во 7 игрални во руралните средини во рамки на проектот Општинско корисна работа во општина Неготино. Во месец ноември 2015 година се одржа третата, воедно и последна од предвидените работилници со родители во 7 игрални во руралните средини во рамки на проектот Општинско корисна работа, развој на постојните, обезбедување на нови иновативни услуги во социјалната сфера во општина Неготино. Со одржување на ова, сите 3 планирани работилници се реализираа во предвидениот и планиран рок. Во присуство на околу 70 на родители беа обработени темите детскиот развој и злоупотребата, кои се спроведува во игралните во Тимјаник, Тремник, Пепелиште, Војшанци и Криволак, додека пак работилницата на тема дисциплина се спроведе во селото Долни Дисани и Црвени брегови. И оваа работилница предизвика голем интерес и посетеност на околу 70 на родители на деца. Во овој период во рамките на проектот за општинско корисна работа спроведени се заеднички активности со Центарот за стари лица во село Тимјаник и игралната за деца од ова населено место, при што од корисниците на Центарот за стари лица беше подготвен и послужен специјалитетот неготинска пита, на големо задоволство на дечињата. Во месец октомври се одржа втората работилница со родители од планираните 3 и тоа на тема дисциплина и препознавање на семејното населство, при што и таму беше покажан голем интерес и присуство од страна на родителите на децата. Инаку проектот Општинско корисна работа во општина Неготино го спроведува по 4ти пат со поддршка на UNDP, Агенцијата за вработување на Република Македонија и Министерството за труд и социјална политика. Од 23 до 30 ноември детската градинка Фемо Кулаков од Неготино ја спроведе акцијата Недела на рециклирање. Од 23 ноември па до 30 детската градинка Фемо Кулаков од Неготино спроведе акција за собирање на пластични шишиња, односно е спроведе недела на рециклирање во која се разговараше за значењето на екологијата, за тоа како треба да се селектира отпадот, односно како да се грижиме за средината во која живееме. Во текот на оваа недела дечињата од двата клона на Неготинската детска градинка носеа пластични шишиња и истите ги сортираа по големина и боја. Сортираните пластични шишиња дечињата ги однесоа во Центарот за лица со ментален хендикеп Порака од Неготино, каде штитениците на дневниот центар му покажаа како ги пресуваат во големата машина кои тие ја поседуваат и од нив направија големи бали кои подоцна ги продаваат. Дечињата од градинката беа присутни и го видоа целиот процес на рециклирање, а и самите учествуваа во истиот. Детската градинка Фемо Кулаков се заблагодарува на семејствата кои дале допринос во акцијата и донеле шишиња, а најголема благодарност упатуваат од дневниот центар Порака, кои му возможија на дечињата да го научат целиот процес на рециклирање. Утре вечер со почеток од 19 часот во Домот на културата Иван Мазов Климе свечено ќе биде одбележан јубилејниот патронен празник 70 години образование и работа на средното училиште гимназија Добри Даскалов. По обраќањето на директорката Невенка Попангилова ќе следува богата културно-уметничка програма со учество на хорот и оркестарот. Представата Мојот сон, мюзиклот Кралицата на танцот, настап на активот по странски
македонски јазици и ликовна изложба на Роска Трајкова, професор по англиски јазик во гимназијата Добри Даскалов. Младински центар Креактив и клубот на млади при Црвениот крст Кавадарци утре со почеток од 11 часа од предпладне ќе реализираат традиционална активност, штанд и игри со кое што ќе го одбележат Меѓународниот ден на волонтеризмот 5 декември, а ќе го промовираат волонтеризмот како важен социјален сегмент. Утре вечер со почеток од 20 часот во музеј галеријата ќе биде отворена изложба на уметнички фотографии на Благој Бањански. Утре вечер со почеток во 20 часот во музеј галеријата во Кавадарци ќе биде отворена изложба на необјавени фотографии од архивот на Благоја Бањански, најуспешниот фотограф од Кавадарци кој се занимавал со уметничка фотографија. Изложбата фотографии од архивот е селекција од 40 фотографии на авторот изработени во периодот помеѓу 1960 и 1977 година. Иако по професија градежен инженер, фотографијата останала негово хоби и пасија се до трагичната смрт во сообраќајна несреќа во 1977 година. Тој уште како студент бил претседател на фотоклубот Вардар, а бил и секретар на културно-уметничкото друштво Мирчаце во Скопје. Со уметничка и документарна фотографија го исполнува секое негово слободно време, експериментирајќи со форматот и композицијата. Меѓу фотографите е познат што е меѓу првите кои ја практикува социјалната фотографија. Има учествувано на бројни групни изложби и реализирано самостојни изложби. Добитник е на вредни награди и признанија, меѓу кои сребрена плакета за колекција 62 година, сребрена плакета за фотографијата Пладневен одмор, златна плакета за колекцијата 64 година, златна плакета за фотографијата Немирни ноти во 1964 година и трета награда за фотографијата Копнеш истата година. За кавадарчани оваа изложба има особено вредност затоа што за прв пат ни овозможува да видиме фотографии од Кавадарци, од градскиот пазар, улицата 7 септември како лизгалиште и изградбата на хидроелектричната централа Тиквеш и околината на Кавадарци, што е причина повеќе да се посети изложбата на уметнички фотографии од Благоја Бањански. По повод 3 декември, Сојузот за спорт и рекреација на инвалиди Кавадарци вчера го одржа традиционалниот шаховски турнир. Сојузот за спорт и рекреација на инвалиди Кавадарци годинава по повод 3 декември Меѓународниот ден за лица со посебни потреби го организираше традиционалниот шаховски турнир во просториите на Сдруженијето на слепи лица. Дел од турнирот беа 8 надпреварувачи, по двајца од Сдруженијето на телесни, слепи, глуви и цивилни инвалиди. За отворен го прогласи советникот Зоран Јованчев, изненаден од организираноста на ваквите здруженија и потенцирајќи ги правата на лицата со попреченост, како и заложбите на Советот и градоначалникот. Ние не треба само на овој 3 декември да бидеме со овие лица и со овие здруженија на граѓани на лица со хендикеп, него треба во секојдневниот наш живот, во текот на целата година, во текот на 365 дена, во текот на 12 месеци, колку што можеме да помагаме на овие лица. Сакам да кажам дека помагањето е христијанска работа, односно убава работа, но делото ќе биде уште повозвишено кога за таа работа нема да се пофалиш или да се фали за таа работа што си помогнал. Но бидејќи сум поканет од Сдруженијето за Сојуз за спорт и рекреација на инвалиди, сакам да кажам неколку работи од името на Советот, односно како советник во општина Кавадарци, дека за некои работи кои што ги работевме, одлуки кои што донесовме во претходниот период и во периодот кој што ни престои пред нас. Значи, имаме донесена одлука на Советот на општина Кавадарци со која што ги помагаме здруженијата
на невладини организации во кои што спаѓаат и овие здруженија на хендикеперени лица со одредени финансиски средства. Сакам да кажам дека тие се скромни средства, но нешто значи почнуваме за да помагаме кај овие ранливи категории на граѓани. Исто така имаме донесена одлука со која што имаме набавено и донирано на здружението на лицата со хендикеп 5, значи ова година 4, минатата година 1 автоматизирана количка за лицата со инвалидитет. 3 беа од општина Кавадарци, а едната од Сдруженијето на Ротари клубот. Обструкции има, но полека свеста се буди и тоа е добар показател дека сепак сите сме еднакви, а ние не по своја вина го живееме животот таков каков што е и се обидуваме да влијаеме на околината, рече председателот на телесни инвалиди Михајло Михајлов, поздравувајќи го и она што се прави за лицата со посебни потреби. Некои работи почна да се придвижуваат. Еве голема благодарност до општината, локалната самоуправа при општина Кавадарци и проектот на Вардарскиот регион за изградбата на елеваторот, тоест лифтот. Тој лифт суштински има да ги реше сите наши потреби у начинот кога јас како лице со хендикеп морам лично да обавам било која функција или потреба. Не си зависен од никој, лично одиш до горе. Така да таа е суштинска работа и апелирам и во иднина, согласно нели програмата на локална самоуправа, да се реализират и други такви проекти, например, нели полиција, суд, исто и судот има проблем, нема елеватор, а бариерите се стварно проблем. Макар и во Центарот за социјални работи. Значи до суд терен се иде регуларно, а после тоа еве имаш потреба до подрачна единица на фондот за здравство. Тоа е први спрат. Пензискиот втори спрат. Човек со потежок статус или со статус во количка нема никакви услови да може да реализира било каква негова лична потреба. И од сите овие оваква сакам на сите мои колеги заедно делуваме и мора да делуваме да ги оствариме минимум нашите потреби у начинот на функционирањето. За турнирот и реализираните активности од свој јагол зборува Никол Чоделов, председател на Сојузот за спорт и рекреација на инвалиди, Султана Јошева од Сдруженијето на слепи лица и Цандо Џелов од Сдружение на глуви. Сојузот за спорт и рекреација на инвалиди Кавадарци оваа година традиционално веќе по трети пат го организира овој шаховски турнир по повод 3 декември меѓународниот ден на лицата со хендикеп. Овој турнир го организираме со надпреварувачи од сите инвалидски групи кои што партиципираат во нашиот сојуз. Значи тука има по 20 представници од Сдруженијето на телесни инвалиди Мобилност Кавадарци, Сдруженијето на слепи лица, Сдруженијето на глуви и наглуви и Сдруженијето на цивилни инвалиди. Се надеваме дека оваа година турнирот ќе помине во фер и коректна игра и дека на крај ќе победи оној што најмногу ја уме оваа древна игра, шахот, неговото волјачество. Овој турнир се одржува традиционално по трети пат. Иначе ни е многу задоволство да се дружиме ние сите инвалиди. Стварно е еднаш во годината и одвај го чекаме. Имаме, значи ние низ целата година многу активности како здружение и морам да кажам дека оваа година ни беше успешна година. Ги реализиравме сите активности. Тука морам да кажам со помош на општина Кавадарци која ни излегува секогаш во пресред за нашите активности. Сдруженијето на слепи лица, клубот го поздравува шахотскиот турнир на 3 декември. Шах за награда 3 декември. Ви посакувам многу поздрав. На шаховскиот турнир најуспешен пласирајќи се на врвот, односно првото место беше Миле Атанасовски од Сдружение на слепи, второ место освои Ангел Милев од Сдруженијето на глуви и трето за Џоко Костов од телесни инвалиди. Организаторот за првопласираните обезбеди дипломи, а победникот беше почестен и со шах табла.
Времето утре ќе биде сончево со мала облачност и со услови за појава на утринска магла по одделни котлини. Температурата ќе се движи до 12 степен. Со информацијата за времето ги завршуваме денешните вести. Ви благодариме на вниманието.